почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Наш врвен стратешки интерес на политички план треба да биде интеграција во меѓународните институции и сојузи, а на економски план развој на инфраструктурното поврзување со регионот, олеснување на трговијата и транспортот. Со други зборови, Македонија треба да биде вистинска крстосница во регионот. Добро е што конечно ВМРО-ДПМН се сети дека на Македонија и се потребни изградени, модернизирани и функционални коридори кои ќе не постават централно како неизбежна транспортна рута во регионот. Но тие и денеска ја прават истата грешка кога велат дека едни проекти се поважни од други или дека едниот коридор е поважен од другиот. Ставот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија е јасен. Наш најважен стратешки интерес во делот на инфраструктурата е да работиме на двата коридори. Без задршка, без застој. Нема и не смее да има или, туку само и единствено и коридорот 10 и коридорот 8. СДСМ ја повикува владата да не се занимава со најразлични теми на теории на заговор за реализација на инфраструктурни проекти во други држави. Ако новата влада сака да продолжи да не позиционира таму каде што ни е местото и таму каде што заслужуваме, потребно е да ги продолжи проектите кои што беа започнати од страна на владата на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Нема никаква потреба да се занимава со паралелни коридори во други соседни држави кои де факто постојат, бидејќи сите ние многу добро знаеме кои се приоритетите на нашите соседни држави. Коридорот 4, кој поминува низ Романија и Бугарија во правец север-југ, не може да биде подобра алтернатива од нашиот коридор 10, затоа што коридорот 10 е пократка рута север-југ од Салцбург преку Словенија, Хрватска, Србија, Македонија, па се до пристаништата Солун и Атина. И да бидеме на чисто, ниту ние можеме да им го одземеме коридорот 4 на Бугарија, ниту пак тие можат да ни го одземат коридорот 10 кој што поминува низ Македонија. Од друга страна, истите тие држави можат да прават што мислат дека е важно за нив. А нашиот приоритет треба да биде до изградба на коридорот 8, за што подпишавме меморандум со Бугарија и Албанија. Зашто и тие три држави заедно со нас покажаа интерес и секако продолжување на иницијативата за проектите кои што поминуваат по коридор 8, Албанија, Македонија и Бугарија. Од друга страна, нашиот врвен интерес мора да биде брзата пруга Скопје-Белград, за која владата на СДСМ ги започна разговорите со владата на Република Србија. Токму затоа, кога ВМРО-ДПМН од опозиција во собранието блокираше закони за брза изградба на коридорите, понатаму блокираше закони за грантови. Ќе ве потсетам, грантови се неповратни средства кои што требаше да ги добиеме од страна на Светска банка и ги добивме со задоцнување, токму заради завршување на дел од коридорот 8 на експресниот пат во источниот дел од Ранковце до Крива Паланка, кој денеска се уште се гради. СДСМ и тогаш укажуваше на штетните политики на опозицијата. Единствено, доколку останеме надвор од Европската Унија на долг рок, со поминување на граници на секаков вид на транспорт на 150 или 200 километри, тогаш и само тогаш можеме да ризикуваме да стагнира интензитетот на транспортот низ Македонија. Од овде на сите ни е јасно зошто е важно без одлагање да продолжиме со интеграцијата во Европската Унија. Од друга страна, не смееме да запреме со модернизацијата на коридорот 10. Исто така како што не смееме да запреме со изградбата и модернизацијата на коридорот 8, бидејќи ако зборуваме за паралелни иницијативи во регионот и соседството, јас би споменал само уште една таква иницијатива за поврзување на Албанија, Косово, Србија и Бугарија преку Приштина, Ниш до Софија, што де факто би значило заобиколување исток-запад на Македонија. Затоа, со единствена цел да не го пропуштиме чекорот со соседите и да не заостанеме. СДСМ во претходниот мандат донесе нов модел на паралелно проектирање и градење, кој веќе се применува и ги дава посакуваните резултати за изградбата на
стратешките проекти од национално значење во државата. Уште еднаш, како политичка партија, апелираме до владата дека СДСМ во опозиција, за разлика од ВМРО-ДПМНЕ во опозиција, ќе даде подршка за реализација на сите значајни стратешки проекти, кои економски ќе ја зајакнат државата и ќе дадат шанса за уште посилен раст и развој на Македонија. Тие проекти се повеќе годишни и нивната реализација многу често надминува еден буџет или еден мандат на една влада. Затоа е важно да не се прават ретроградни процеси и блокади, напротив, да се обврзат сите политички гарнитури за завршување на овие проекти, кои час поскоро ќе реализираат нашата стратешка обврска и определба Македонија крстосница во регионот. Благодарам.